Новиот ми пишува дека сум на полноќ, а јас сум во 1,5 роден. Сега за корекција. Многу препраќање, а малку насоки. Грешки што не се сметаат за погрешни. Со што се соочивме во подрачните одделенија на Управата за водење матични книги, институција која во 2020 година издаде 20.000 погрешни изводи. Ке ги задолжам секој матичар што ќе го надмине бројот, значи да ги платат тие грешните изводи. Електронски со достава на домашна адреса и лично во канцелариите на матично. Тим на 360 степени ги тестираше услугите на Управата за водење матични книги. Кој беше најуспешен да обезбеди извод на родени во најкус можен рок, без грешки и без препреки? На 1 септември учениците тргнаа во училиште, а еден од нашите колеги во мисија да добие извод од матичната книга на родините. На традиционален начин од шалтер на Управата за водење матични книги во зградата на МТВ во Скопје. Намерно не се најавивме, сакајќи да го изодиме патот што секојдневно го минуваат стотици граѓани во обид да ги обезбедат потребните документи од Управата за водење матични книги. Во канцелариите на матично кај Камениот мост ги сретнавме истите луѓе што не знаеа дека во МТВ повеќе не може да се извади извод. Тука не може извади. Не, онлайн само. Ама тука не може. На сајтот ништо не пише. Не, линк. Не е линк, на сајт 3 реченици, готово. На сајтот не пишат текст. Сириште да, подигнува само да. Јас не се забавам, когато ќе дојде. Не, свикам за вечер поднес, а тоа Слични насоки како господинот пред нас добивме и ние. Барање за извод да поднесеме онлайн или во подрачната канцеларија според адресата на живење. Во нашиот случај на територијата на општина Киселавода, подрачното одделение се наоѓа во не толку блиското Драчево. Канцеларијата е на првиот кат од нов објект каде странките влегуваат само по еден. Изводот беше готов за помалку од една недела. На прв поглед немаше грешка, но подоцна увидовме дека не е точно времето на раѓање. Во графата стоеше полноќ наместо точниот час. Се вративме за исправка. На новиот ми пишува дека сум на полноќ, а јас сум во 1,5 роден. Сега за корекција. Да. А треба после нешто пак да вадам наново извод, ако е грешен или... Тука ќе поштиме ново барање, ќе се замени тој. Да? Добро, фала ви. Чао. Од Драчево повторно се упативме кон канцеларијата во центар со намера да поднесеме барање за корекција на изводот, но таму наидовме на ново изненадување. На оригиналниот ми пишува датум па саат на раѓање 1,5, но овој на полноќ. Сигурно? Милион %. Не требава да многу. Треба на букви, на датум, нема грешка. Се шопаска. Не, само тоа, за саат. Сигурно? 100%. Добро, фала. Вториот начин што го избравме за да поднесеме барање за извод беше електронски. На интернет страницата на Управата за водење матични книги ја избравме опцијата Аплицирај онлайн и креиравме личен кориснички профил, но не одеше толку брзо. Како корисникот не е активен? Со линкот, ама на мејл немам никаков линк. Сте се логирале електронски за извод? Имаш пробано? Не, ај пробај преку УЈП, ако не ти функционира преку ова. Преку УЈП? Да. Аха, со ова најава со преку услуги GovMK. Ајде да пробам вака.
вака успеав да влезам. Со уплата од 165 денари го поднесовме барањето за извод и ја избравме опцијата готовиот извод да ни биде доставен електронски. Веќе наредниот ден на оставената електронска пошта добивме известување дека изводот е готов. Освен што беше изоставена графата за државјанство, немаше грешки. И во третиот пример барањето за извод го поднесовме електронски. Овој пат ја избравме услугата изводот да ни стигне на домашна адреса во Куманово по пошта. По претходното искуство со електронската апликација очекувавме изводот да ни стигне брзо, но Sot është dita e 8, ndërsa certifikati i lindjes ende nuk ka arritur. Ne tani do të kontaktojmë drejtorinë për udhëheqjen e librave am, zyrën rajonale në Kumanov. Никој не се јави на телефон. По неколку дена се упативме лично на шалтер. Објектот на матичната служба во Куманово не е баш во центарот на градот, туку на патот кон општина Липково. Денеска 11 ден уште не ми е истината. И пушти ба преку пошту дали ќе донесе. Може да проверите дали е готов барам. Тоа да видам. Ќе провериме, дајте лично. Да. По проверката, вработените во матичната служба ни кажаа дека изводот бил готов и испратен уште истиот ден кога е поднесено електронското барање. И токму додека бевме во матично, на домашна адреса стигна известување дека во пошта е стигната пратка што треба да се подигне лично. А дали е тоа, дали за изводот ова? Па не знам, мора да го видимо писано дали е тој. Не го знам ја кој е. Валјда тој, чим го чекаш тој тој. По 16 часот се вративме во поштата на истиот шалтер, каде конечно го добивме пликото. Како и што очекувавме, во него беше изводот без грешки. Од ова искуство произлегува дека доставата на извод до дома и не постои, бидејќи поштата праќа само картонче за подигнување на пратка. Нашето теренско истражување ни покажа дека најбрзиот начин да се дојде до извод од матичната книга на родините е електронски, но само ако се избере опцијата и да го добиете електронски. Другите опции подразбираат пократко или подолго чекање, па и патување, зависно колку сте далеку од подрачното одделение. А тука се и грешките. 20.000 погрешни изводи издадени за една година. Тоа се податоците кои ги соопшти Државниот завод за ревизија во извештајот за 2020 година. Каква е статистиката сега и дали има подобрување? Новиот директор на управата Блери Мабази вели дека е свесен за честите грешки што се прават при издавањето изводи. Дел од вината ја префрла на базата на податоци од МВР, но признава дека грешки прават и вработените. Ке ги задолжам сите матичар, ке направиме една анализа колку грешни изводи може да се дозволи, дека сите сме луѓе и грешиме. Но треба да има некоја бројка доколку е дозволено еден матичар да направи грешка. И врз основа на тоа, кога ќе имаме детална анализа, ќе ги задолжам секој матичар што ќе го надмине бројот, значи да ги платат тие грешните изводи. Ревизорскиот извештај за 2020 година покажа дека 20.000 грешни документи годишно представуваат 4% од сите издадени документи, а Бази уверува дека статистиката годинава е подобрена и дека има намалување на бројот на изводи со грешки. Еве, во Велес од 1008 издадени изводи, само 13 има грешени изводи. За колку период месечно? Месечно, да. А бројката била многу поголема. Например, Беровот 195 има 3. А Бази сепак не можеше да ни презентира генерална слика за целата држава, повикувајќи се на начинот на кој ги водат податоците. Дополнително добивме податоци за првите 3 месеци од годинова за подрачното одделение Скопје. Според тие податоци, за разлика од местата што ни ги читаше Абази, во Скопје се грешат меѓу 11 и 15% од изводите. Во март, од 6445 издадени изводи, 950 биле со грешка, број што воопшто не е за занемарување. На чив трошок паѓаат овие грешки? Грешките ние сами ги и затоа ги пишуваме како погрешен извод, и управата дава нов извод на граѓан со поправената грешка. Грешките не се единствените недостатоци. На терен се соочивме и со чекање и препраќање. Според директорот, тие проблеми ќе се решат со тоа што матичарите наместо рачно, наскоро ќе можат да ги проверуваат сите записи дигитално. Работиме на тоа да имаме
апгрейд, како да ви кажам, на системот за сите забелешки што се во книги, било од суд или какви други промени да има, да ги види матичарот во едно посебно поле кај што ќе пишува забелешка и во иднина да нема повеќе да не треба да ги прашува матичарите од други градови. Новитетите, вели Абази, ќе се воведат до крајот на годината. Една од можностите ќе биде и електронски да се избере термин за склучување брак. До тогаш, покажа нашето искуство, има уште многу работа за подобрување на услугите за граѓаните.